Почитувани гледачи, добро дојдовте. Ново издание на вашата емисија Агроспектар. Редовно ја подготвуваме за ваша едукација и информација за квалитетно земјоделско производство. Така ќе биде и во ова издание на Агроспектар. Пролетта подрани, вегетацијата веќе е будна. Дали родот ќе биде предвреме собран од евентуални пролетни мразови, останува да покаже времето. Се на се пресликуваат годините изминати кои што направија големи штети пред се во овоштарството. Дали ќе се повтори тоа годинава, никој не го посакува, но останува да видиме. Пролетни температури, иако календарски пролетта се уште не е започната. Ке говориме за состојбите во аграрот, меѓутоа и совети за квалитетно производство. Со нас е професор доктор Ристо Вучков. Добро ни дојдовте. Добро ви најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И сето тоа, стално го зборам, што го вие обсервирате како вистина, тоа е фактичка состојба, бидејќи рековте дека денеска е 5 март. Јас, сондирајќи ги статистички температурни суми, ние како да сме 5 април, со интензивно сокодвижење веќе, интензивно цветање на сензибилните видови, овошни видови, како што е кајсијата, како што е бадемот, праската, некои сорти сливи. Сега доаѓајќи од Струмица према Кавадарци, гледам слика која треба да биде на 5 април, ние имаме на 5 март. Значи, напред сме многу со убрзано сокодвижење, убрзана вегетација и сега предпоставките се многу. А и праксата покажува. Праксата веќе 2-3 години покажува дека ние тие летни денови, да ги кажем, пролетни денови кои ги имавме сега и во февруар и во јануар, ќе ни дојдат како бумеранг зимски денови во втората половина на март и април. Значи се уште има опасност од појава на пролетен мраз. Голема. Сега, колкав ќе биде тој интензитет, останува да видиме, бидејќи од друга страна, следејќи го времето повеќе од 40 години, тектонското пореметување дефинитивно во Република Македонија е факт, каде што тие снажни, енергични, прави зимски амбиенти ние ги немаме в последните неколку години. Има дечиња по 2-3 години велат што е тоа снег. Ние не сме имали снег пола метар, па санките, па таа традиција што беше. Сега тоа тектонско пореметување секако ќе продолжи, но не со такви ексцеси кои ќе бидат штетни по човечкиот род, односно по растителниот свет, каде што се губи принос, се губат многу нешта од таквите изненадни времења. И сега долгорочната прогноза, што збори? Дека не очекуваме до 22 март пак изненадувања со турбуленции во температури и температурни разлики. А сега цветот е многу сензибилен, температура -2, -3 да дојде. Водата чим ја промени агрегатната состојба, тоа цветче, прашникот, толчникот и останатите делови, тоа е се вода, тоа се млади делчиња, каде што и температурата -2, -3 ќе начини големи штети. Зависи од експозицијата колку ќе се задржи. Значи, со еден збор изложени сме на ризик, иако од друга страна раноградинарите, производителите на љута пиперка, производителите на зелка, веќе за 10 дена ние ќе имаме веќе забрање пролетна зелка. Зошто? За тоа што имавме такви
овој Временски пролетни прилики денови кои што во дозволи. јануари, каде што зелката бележи голем напредок. Што е активно на терен? Што се случува? Градинарите се најактивни во овој период. Лозарите привршуваат со резидба, бидејќи временските услови го дозволуваат работењето Искрен да бидам, бидејќи сум директно, тоа ми е срекна околност, директен сум со производителот, каде што му диагностицирам, му укажувам која болест ја има, што треба да работи. Тие мои клиенти се повеќе од срекни кога ги јас усмерувам во тоа со редукција на пестициди, редукција на ѓубрива, анализата на почвата. Он вика, рачунав да фрлам 8 врејки, а вие ми рековте само 2-6 врејки имам заштеда. Тие сами си калкулираат, ме разбирате. И факт кој радува е тоа каде што луѓето што се останати, јас како клиенти што ги имам, иако се рапидно намалени, бидејќи Струмичко има 74 села. И мојата констатација од клиентелата која има, млади брачни парови, кои произведува по 200-300 тона храна, една фамилија. Дали тоа бостан, дали тоа диња, дали тоа зелка и така натаму. Преку 68 до 70% во селата, струмичките говорам, кои беа за бивша Југославија носители на храна за пазарите во Југославија и надвор од неја, сега е тој процент евидентен, каде што секое село 3-4 фамилија и производители. фамилии останати, но, пазете, староста над 70 до 75 години и едно внуче оставиле. И кога одам кај него, гледа на место 40 фолии, вика, професоре, ова беше се 50 фолии имав. Сега имам 2 со бабата, вика. Тие се за нас. И внучето ни вика, го гледаме, вика, децата се во Италија, во Швајцарија, во Германија. Да, тоа е Тоа сликата е на трагедија секаде. на нашето време, каде што луѓето кои ја водат државата од осамостојувањето, да не дојде ситуација сега, да ние сегашна власт критикуваме или било кој. Едноставно, од осамостојувањето, поемот земјоделие целосно маргинализиран, трајна стратегија, мислена именка, значи да има стратешки развој, било која власт да дојде, земјоделието да си има склоп, да си има производство. А партиите, нека се Борат за престрелуваат пред. Наместо тоа, ние имаме губење. И сега некои издетани работи, имаме адхок политички или партиски решенија за земјоделието. Немаме стратегија, некој да каже, јас ќе садам 50 фолии зелка, знамо ти ќе бидат. да ги променуваме сортите кои што рано цветаат, а временските прилики не го дозволуваат тоа да обстојуваат, бидејќи има промена на времето. Точно тоа. Но, се насе маргинализацијата тек не следува, бидејќи гледам едни бомбасти с големен бруто производ на Македонија. Македонија, стожерот, базата, основата е земјоделието. Ако се посвети добро внимание, добра организираност за оние луѓе што упропастија со приватизацијите го упропастија аграрот, да се организира, да биде производител на храна. Прво за нас, бидејќи за 2-3 години ќе бидеме ние увозници на храна. Да, ние сега увезуваме, меѓутоа како да. доаѓа времето. Од Албанија едно време албанците од нас увезуваа храна. Да, сега ние увезуваме домати, пиперки од Турција и од Грција. Па тоа го реков пред минатата емисија. Бе во Крит таму на специализација за нематоди има. Крит е голем производител, бидејќи таму нема зима. Најниска температура е +5, +10. И во Струмичкиот пазар фрапиран бев кога видов шлепер, хладњаче голем од 20 тона, отварат ја, на гајбите, јас ја гледам, првокласна домата, на гајбите пише Крити.
бидејќи бев таму, знам ги и производителите што произведува, открит од Грција во Струмица доаѓа домата. Тоа е за мене понижувачко, бидејќи во своје време Струмица до Словенија и надвор од неа излезуваше домати, краставици, пиперки, зелка и што ли уште не. И сега политиката ќе биде вредна кога ќе створи услов за успешен развој на аграрот. Не може да се збори за зголемен доход или овие синдикалистите што сакат зголемен доход 600 евра и така натаму. Имаме најниска продуктивност во Европа. Тоа, наместо тој синдикалистот што сака пари со знамето, да се врати доле да види дека работникот е целосно демотивиран, работодавачот до него исто страда, или пак го омаловажува работникот кој печели и на негов грб печели. И ние имаме таа состојба каде што земјоделието сега за кратко време ние пак ќе видиме ќе има потреба од увоз на храна. Бидејќи немаме производители немаме на домашните ниви. Микоризата многу често ја говориме во емисијата, од големо значење. Имаме прилог на оваа тема да го погледнеме, пак ќе се вратиме со завршен коментар. Да. Во овие едукативни прилози ние се трудиме секогаш да вградиме нешто кое е интересно, кое е примамливо по однос на неговата примена и во крајен случај ефикасно за земјоделското производство. Ефикасно по однос на успешно сузбивање на некои патогени, а од друга страна да нема никаква токсичност. И за таа работа подолго време од животот, точно во заштитата што го одредив, сега се трудам да ја сватам суштината дали можеме да ние произведуваме храна, а да внатре имаме што помалку оние негативни хемии кои го ништаат здравието кај човек. Сведоци сме во светски размери дека се збори со примена со фитофармациските нови средства и нивната примена, процентот на канцерозни оболувања зголемен, смртноста зголемена. Една од причините е точно резидуите од одредени хемиски творби. И она смерница на многу индустрии кон органското производство, инсект против инсект, биолошка контрола, габа против габа, од фитопатолошки аспект, нематода против нематода, тоа што го зборевме во една од претходните емисии, дека мононхусите се хранат од фитопаразитните нематоди. Секој што предизвикува кај нас стручните лица, кои имаат си искрен пристап кон науката, предизвикува една инспирација. За разлика од финансиските ефекти од некој токсин, продаден тежок препарат од прва група отров и остварен профит. Ние денес ќе кажеме нешто повеќе за една новост за Република Македонија, која заслужува внимание секако во оваа наша емисија. Тоа е микориза. Микоризата, за неа имаме зборено повеќе пати. Имавме експериментални огледи повеќе години. И сега мора да уште еднаш тоа го презентираме како инспиративен дел кон тоа што се оваа племенита габа предизвикува. Значи,
една од основните работи што треба да се знае за микоризата, тоа е дека тоа природен продукт и основан од авискуларни микоризатични гави, специјално направен за стимулирање на коренот од растенијата. Значи, се работи за средство, габа, која навистина има своеврсна функција на делување. Значи, со еден збор, бидејќи имаме две илустрации тука, корен, каде што не е примената микориза, и корен каде што е примената микориза. Што тоа значи? При елаборацијата на функцијата на делување на микоризата. Значи, мицелијата од габата, кое нешто е значајно за да се долови и препознае тоа што сакаме да го кажеме, расте и се развива од 50 до 75 пати повеќе од коренот и се развива во позитивната микрофлора. Тоа е корен каде што не е примената микориза, тоа е корен, како што рековме, со примената микориза. И сега, тој е развој на мицелијата, што всушност постига. Тој корен, каде што е ставена микоризата, ја има, значи, особината, значи микоризата со нејзиниот развор, ствара ферменти, кои го стимулираат коренот повеќе кратно да ствара нова жилна маса. И сега, со тоа стварање на нова жилна маса, тој фактички ја има она фантастична смукателна моќ за развој на надземниот дел на коренот. Што е тука значајното? Со стварањето на оваа коренова система, тука тој, пази сега, значајното и најзначајно за коренот од микориза, тој ствара творби кои го уништуваат фузариумот и вертицилиумот во почвата. Значи, со таквото нешто, тука ние имаме еден развоен корен, каде што фузариумот и вертицилиумот немаат услови за развој. И тука веќе имаме една вистинска разлика од корен, каде што со тие разлики коренот има една голема имунолошка работа, има една голема смукателна моќ и на крај крајава добро развиен корен, за разлика од овој, добро развиен корен каде што имаме точно ефекти од примената на микоризата во таа зона на кореновиот систем, во ризосферната зона. Што всушност со таа примена се постигнува?
Освен тоа што го реков, ојачувањето на коренот и хабитусот на растенијата, тука имаме еден стварање на еден голем имунолошки дел на самото растение. Имаме интензивен пораст и квалитетна абсорптивна моќ на макро и микроелементите. При временски неприлики, пример сушна, кога имаме суша или високи температурни амплитуди, тука ние имаме еден неверојатно добар развој кај растенијата кои имаат применето микориза. И тоа нешто го заклучивме со тие експериментални огледи. Веќе рековме, најважниот чин, тоа венење на пиперката, фузариумот и вертицилиот, бидејќи на нив магистрирав, за нив немаше решение по однос на ефикасност на уништување на фузариумот и вертицилиумот. Тоа габата со стварањето на своите творби, тој ги нив ништи и немаме буквално ниту вертицилиум, нити фузариум, нити питиум, нити ризоктонија и така натаму. Што уште имаме? Со тој имунолошки дел и добар развој имаме и интензивно цветање на растенијата. Уедначено плодоносење, кое нешто е одлика за добивање и на голем квалитетен принос. Намалување на стрес од температурни амплитуди. Така јак корен со примената на микоризата има навистина еден убав органолептички изглед, како што рековме, со плодоносењето и со сите овие квалитетни особини. Што е најважно од се? Микоризата, како природен продукт, нема никаква веза со генетска модификација на растение, што за жал во светски размери таа генетска модификација е се поприсутна. Значи, со еден збор, микоризата ја има најважната сертификационна документација за користење во органското земјоделие, и тоа регистрирана од ФИБЛ Германија, која важи за една од најјаките куки во Европа по однос на давање на овие регистрации и дозволи за примена на одредени такви творби во органското производство. Значи, значајно е дека тоа, примената на микоризата може да биде точно кај сите одгледувани култури, кое нешто ќе го кажеме покасно. Што е значајно? Примената треба да биде во ризосферниот дел. Пример, сега не случајно го правиме тоа, бидејќи ќе почнат пикирање на расадот. Тука може во зоната на пикираниот расад да се стават само неколку. Знаеме, имаме ние тука по колку од 40 до 60 сантима треба кај овошните, кај дрвцата и кај виновата лоза, и тука до 25 до 30 сантима кај градинарските култури се аплицира микоризата како еден од квалитетните препарати. Но за неговата примена ние имаме уште еден мал за таа практична примена на микоризата.
во градинарството, уште од самото сеење, во таа саксија која се сее, и во рано градинарското производство, и на стално место, од 5 до 10 милилитри од растворот, или од 2,5 до 5, од кога е малечок расадот, е сосема доволна количина за да добиеме, бидејќи она тука има фруктификација и многу размножување, се ствара голема жилна маса, која е енергична и која со тие својот брамбени штитори кој ги пушти, буквално тука не може да има развој на било каква болест. Важно е за Кавадаречкиот, Неготинскиот, Светениколскиот и други региони, Гевгелискиот, Струмичкиот, во лозарството при подигање на нови лозови насади. Употребата во зона на коренот од 5 до 10 мл по корен е сосема доволно да тука се стави и микоризата се размножува, се шири и тука ние ќе имаме енергичен пораст, уште првата, втората година веќе ние ќе имаме формирање на кракови и третата ќе имаме веќе интензивно плодоносење, бидејќи имаме енергичен корен, каде што нема можност за никакви штетни последици, некакви болести што знаат да се случат во коренот, па толку прифатеноста, толку е то, толку е оно. Со еден збор, со таа примена, ние имаме навистина еден фантастичен чин на прифаќање и при најсушни услови тука микоризата го дава онаа што може да го даде по однос на ефикасноста која има. Во овоштарството сме во период на подигање на овошни насади. И тука од 5 до 10 милилитри по една садница е сосема доволно во ризосферниот дел на растението да ние имаме навистина еден квалитетен енергичен старт, добро формирање на овошките и ќе имаме навистина уште третата година енергично растение со првите примарни гранки, со формирање на самото дрвце и почеток на плодоносење. Многу важно и најважно за микоризата тоа е средство кое мислам во догледно време ќе дојде и како во една помасовна примена, бидејќи со нејзиното ставање во почвата ја добива структурноста, враќа се душата на почвата, едноставно кажем. И тоа нешто ќе се со тек на време применува се повеќе. За цвеќарството посебно, бидејќи цвеќето е сепак специфично, таа навика да се во цвеќето употреби од микоризата, уште во самата леа, после во самата саксија и на цела површина, тука постигнуваме во цвеќарството фантастични резултати. Во саксијата од 5 до 10 мл исто така е сосема доволно да имаме енергично растение од кое може да имаме право декоративно декоративен цвет кој е навистина интересен и кој се бара на пазар. Најважното нешто за активноста на микоризата, тоа секако мора да го знаат производителите, дека треба да има континуитет од влага во почвата, добар распоред на овие зрнца кои ќе се стават, оптималната температура е значајна исто така и по таквите услови ние ќе имаме навистина еден квалитетен, ефикасен дел на активноста на микоризата. Бидејќи тоа е
габа која трансформира органски материи, ѓубрива и ствара еден позитивен чин во микрофлората во тој ризосферен дел од почвата. И со неговата квалитетна примена во сите тие области, како што рековме, од цвеќарството, овоштарството, лозарството, градинарството, може да само кажеме дека микоризата како еден производ од таа габа, значи, ќе најде место во тие сфери, без никаква негативна хемија, токсична творба, туку како еден позитивен импулс по однос на нејзината примена како габа, нејзиниот развој и нејзината обстојба во почвата, што значи многу за секој производител. А тоа нешто, со примената на микоризата, ќе го завршиме прилогот со тоа, се работи за една органска творба, габа со својот производ, со својот мицелиум, со својата активност, ја подобрува комплетната состојба на микрофлората во почвата, во ризосферниот дел, ги трансформира сите органски материи и интензивно го множи мицелиумот кој ги дава тие ферментативни работи за растението кое се одгледува да го даде својот генетски потенцијал. Бидејќи го имавме повеќе години во огледи, навистина, оној подвиг кој го прави од едно анемично растение кое го ставиме на име расад и под него ставиме од микоризата. За само 10 дена тоа растение со континуирана влага, тоа растение го менува целосно својот хабитус, го менува целосно својот развој и добива некои широки квалитетни лисја, каде што тоа е исклучиво од оние ферменти, од оние творби кои микоризата ги ослободува, ствара голема штитничка основа во ризосферниот дел и растението има еден буен, јак, интензивен пораст, кој е нешто на крајот резултира со квалитет од куртовска капија, каде што имавме оглед, каде што имавме навистина што да видиме енергичност, каде што на површината кај што имавме оглед имаше фузариум, имаше вертицилиум. При правилната примена со микоризата, ние на тие парцелки, каде што имаше максимална зараза, со редовна, континуирана примена и со добра обработка, имавме фрапантни резултати и за тоа не случајно за микоризата имаме такво мислење, бидејќи тоа го имаме лично соживеено и приносот што го имаме добиено и квалитетот од пиперката укажува дека се работи за племенит природен продукт од оваа габа, кој е нешто секако ќе се најде во производниот процес во Република Македонија. Професоре, на крај на ова издание на Агроспектар го погледнавме прилогот, што ќе заклучиме и ќе препорачаме. За микоризата се потруди како стручњак во лабораториски услови да ја уедноставам, да биде сватена, прифатена и користена од страна на производителот. Што тоа представува? Ако ние тие хемиски индустрии што ги имаме од цел свет, ги имаме во една Македонија, употреба на
токсични творби за уништување на некој патоген и така натаму. Микоризата, како што видовте од прилогот, е нешто племенито, тоа за што фармацијските куки, фитохемијата, не може да најде решение за трахеомикозните оболувања. Тоа се во земјата, се инкорпорираат во кореновиот систем и го запушуваат коренот и коренот не може да влече храна и растението тони. Сега, таа карактеристика на фузариумот, вертицилиумот, питиумот, тоа се ризоктонијата, тоа се земјишни оболувања. Со употребата на микоризата, веќе признаена во најјаките германски институции, како екопроизвод, значи да не се користаат токсични творби. Во свое време јас имав испитувања за фузариумот, за вертицилиумот, за се, не беномили, никаков резултат. А сега со микоризата и нејзината правилна примена, таа успева да ја целосно санкционира таа проблематика што Меѓутоа потребно е стручна употреба. Стручниот пристап. Што е и најважно, пристапот да биде државнички. Бидејќи тие од година на година се шират трахеомикозите и борбата со нив е многу тешка. Тоа го има и во лозарството, тоа го има и во овощарството. Голем дел од луѓето не ја познаваат таа циклусна и голема штета што ја прави еден фузариум. Бидејќи мојата магистратура беше баш на фузариумот кај Бостонот. Бостонот со толкави лубеници, дојде фузариумот кај коренот, го зачепи системот и тој цел корен, 40-50 кила Бостон, не може да зрее и колабира, пропаѓа и тука производителот губи. Тоа бев сведок и за таквите нешта, како што е микоризата, како што минатите недели дававме за овие фитосейфот и другите препарати, треба да имаме на ниво на држава, не Министерство за политички систем, такво унапредено министерство што ќе ги следи светските новости по однос на примена на биолошки препарати, кои не се токсични, како и претходните и фитосейфот и ваксиплантот што го имавме, кои ќе предизвикаат една фантастична чистка на почвата, значи ризосферниот дел кај што се развива коренот, тие фактички го уништуваат патогенот во случајот микоризата. А ваксиплантот делува на имунолошкиот систем и фитосейфот на растението да не може да биде нападнато. Сите тие работи, јас ги многу добро знам, тие треба да бидат препознаени од производителот, препознаени од продавачите во аптеките и тие новини, да ги кажам, најдат место во земјоделското производство. Но, пред да најдат место, треба да имаме земјоделски производители, нели? Да. А земјоделски производители викаат: професоре, тоа што се работи од страна на трговската сфера заедно со политикантите, кои се влезени исклучиво ради лични интереси во политиката и во земјоделието, вика, јас повеќе не произведувам. А таквиот мотив треба да се отстрани и младите луѓе и ново реорганизирање на упропастената приватизација што ја направија одредени поединци што уште ги уживаат бенефитите во државата, тоа треба да се викнат на одговорност. И младиот човек кој ќе му се даде елан со такви решенија, со едно квалитетно решение да му се откупи производството кое ќе биде произведено по стандарди, тука гледам еден зародиш и надеж на младите генерации, а на остоличување на Република Македонија да го изгради имиџот како една
од земите извозник на органска храна за европскиот пазар. Тоа ми е желба. Но за таа желба треба на вистина Државата да на вложи. државата со луѓето кои ги одредува да работат на земјоделието, да имат знаење, да имат образование, да имат желба Република Македонија да биде парче земја кој секој ќе ја посака да живее во неа, а не да се оцелуваат младите. Така. Благодарам, професор. Благодарам и вам. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. Почитувани гледачи, ви благодарам за времето и вниманието. Ви посакувам секое добро со програмата на КТВ.